Почитувани гледачи, добро вечер. Нов ден или нова ноќ, како сакате, се едно и ново издање на емисијата Гостин во студиото. Секоја вечер иста песна, што ви рекле ние. Причината ја знаете, за неколку денови следуваат четвртите поред парламентарни избори во Република Македонија, кои ќе се одржат на 15 септември. Наш гостин во студиото, а ваш гостин преку малите екрани, господинот Јанко Бачев, носител на листа на Народно движење за Македонија во изборната единица број 4. Господине Бачев, добро вечер, добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер. Вака, вие неодамна гостувавте на програмата на ТВ канал УЗВИС, изнесовте низа обвинувања против владачката гарнитура. Што се случуваше од тогаш до сега, како протече кампањата? Па ние вечерва, јас непосредно пред влегувањето во вашето студио доаѓам од нашиот митинг тука на градскиот площад во Струмица. Таа беше наша 34-та средба со граѓаните во овие околу месец дена изборна кампања. Посетивме 34 места, а не останува уште утре вечер да се соочиме со граѓаните на Радовиш, а петок Богданци и Гевгелија, со што и официјално ќе заврши тоа наше предизборно представување. Јас можам да кажам дека, резимирајќи ги сите тие наши предизборни собери, сум задоволен и нашата вистина продре до граѓаните на оваа држава, а паралелно со сите тие наши локални така представувања на тие митинзи, одеше и паралелно гостување по сите тие локални телевизии. И јас сега, веќе правејќи некои анализи, некои резиме, можам да кажам сега дека без разлика што државната телевизија во целиот овој едномесечен наш предизборно представување буквално не пренесе ниту една реченица од нашите тие наши презентации, но како што кажав, ние многу успешно се представивме во тие локални рамки и многу тоа не загрижува, бидејќи едноставно веќе на државната телевизија и нема и што да се види. Јас тие обвинувања за кои што вие кажавте, точно ги кажав тука при моето последно гостување на телевизија ВИС во Струмица, тие работи јас и вечерва ги кажав пред граѓаните на Струмица на овој наш предизборен собер и јас и сега ги кажувам, ние стоиме за тие работи, но за жал, оно што е најповикан во овој случај да реагира јавниот обвинител на оваа држава никаде го нема. И ние, јас веќе свесен сум дека во услови кога имате потполна сервилност на јавниот обвинител, односно кога јавното обвинителство вие жива карикатура од обвинител и не очекуваме ниту да преземе нешто, али се надеваме дека работи по 15 септември ќе бидат променети и ќе заживее едно вистинско, јавно и непристрасно обвинителство и сите тие работи за кои што ние кажуваме, а за кои што ги имаме сите потребни документи, ќе му ги дадеме на тоа независно јавно обвинителство, се со една единствена причина, тие луѓе кои што нанесуваат толку зло на оваа држава, едноставно да излезат пред лицето на правдата и да одговараат. Така. Вашето мото на кампањата, господине Бачев, е за народот, за Македонија. Така или не? Така. Што тоа значи? Тоа не случајно ние одиме со овој слоган, бидејќи, како што кажав, сега со овие тези што ние ги кажуваме, манипулираат, гледаме и председателот на најголемата опозициона партија Бранко Црвенковски, и он зборува дека овие избори ќе бидат судбоносни, дека ќе се решава судбината на државата. Го слушаме сега пред некој ден на некој митинг, тоа го кажуваше и Љубисав Иванов Зинго, дека ќе одело растурање на државата ако не се променат работите, но ако вие забележувате, нашите кажување има една квалитетна разлика во однос на сите овие кажувања. Ние работите ги кажуваме со име и со презиме и ги посочуваме на станите кои што треба да ја доведат ова држава до растурање и ги кажуваме директните носители. И тоа така има една символика, затоа што сме партија кои што претендираме и да произлеземе од народот и да направиме последен обид да го спречиме тоа сценарио, односно да ја сочуваме оваа држава. И така, отприлика, тука некаде е мотивот на овој наш слоган да оди за народот за Македонија. Така. Народно движење за Македонија е релативно млада партија на македонската политичка сцена. Колку е тоа хендикеп за предстојните избори? Па ние сега, како што кажав, во овој месец дена направивме така една поагресивна медиумска презентација на тој локален план, буквално во оваа изборна единица, кај што јас сум носител, гостувано е на сите телевизии во оваа изборна единица, гостувано во Радовиш, во Струмица, во Ландо, во Гевгелија, неготино Кавадарци, Прилеп, и едноставно јас сум убеден дека продре вистината до граѓаните во оваа изборна единица и граѓаните ќе знаат да го направат вистинскиот избор на овие избори. Без разлика што ние, како што вие кажавте, од една страна најповиканите не реагира на сето она што го кажуваме јавниот обвинител, но од друга страна власта многу ревностно и мощно, агилно и понатаму континуирано продолжува со сите тие наши притисоци и што ги врши врз нас. Еве тоа моје последно гостување тука, јас најдов на уште пожестоки притисоци, сите ние сме сведоци, можеби ве знаеме сите ние дека владата на 28 август изврши предвремена исплата на рата од тие депонирани девизни влогови, односно тие стари девизни заштеди.
Граѓаните на оваа држава ги добија тие влогови, а јас по тој основ требаше да добијам 18.000 евра. Бидејќи јас кажав и порано дека потекувам од семејство чии родители се така 30 на години во една западноевропска земја и поседуваме позамашен така позамашна сума на тој заробен девизен влог и по таа сума јас од таа рата требаше да добијам 18.000 евра. И што е поинтересно, ние тие пари, јас конкретно имав намера да ги искористиме во последните 5 дена од кампањата и да се промовираме на телевизиите со национални концесии. Со цел сите овие работи што ги кажуваме да ги види поширокиот македонски аудиториум. Но за жал граѓаните на 28 август сите ја добија таа рата, а при моето обраќање во Охридска банка да ги земам тие пари, ми беше кажано дека ги добијам на 15 септември. Што е, мислам, депласирано и што тие пари фактички нема да може да бидат употребливи за намената за кој што јас ги планирав. Сега, јас поднесов една тужба до Основниот суд во Скопје, гледачи може да ја видат, со цел да се изврши притисок врз банката и да ги одобри тие средства, но за жал мојот матичен суд, Основен суд Скопје 1, негов председател е директен кадар на партијата ВМРО ДПМН и како што гледам еве денеска е веќе среда, 2 дена пред кампањата, туџбата е поднесена на 5.9, јас тие пари не ги добив, привремено ми се запленети, али сега среќа во несреќа е над македонското правосудство постои јурисдикција на Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Македонија е потписник на таа Европска повелба за човекови права и мене тоа воопшто не ме загрижува, освен тоа што не успеавме на поширок план да се презентираме, бидејќи со тие 18.000 евра за 5 дена ќе направивме многу убава кампања на телевизиите со национални концесии, но за жал не успеавме во тоа, а причините лежат, како што кажа, во тоа што владата ми ги заплени мене тие средства привремено, ќе ги добиам после 15 септември, но среќа во несреќа, како што кажав, јас веќе инициирав судска постапка, ова само формално го правам, бидејќи од нашите судови не очекувам ништо, за да го исполнам тој законски критериум, за да можем да се обратам до Европскиот суд за човекови права и во догледно време пак ќе се видиме во оваа телевизија кога сум сигурен дека ќе видиме самите податоци каде што државата ќе треба да плаќа дебело оштета према мене за сите овие прекршувања на основните човекови права за медиумско презентирање, а што е најинтересно тоа се мои средства, лични, наши, фамилиарни. Па така сега тие притисоци најдуваме или уште драстичен пример. Еве по мои канали во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање кај што работам денове, дознав дека лице во Штип со домашен број 032 393 му е даден мобилен број идентичен како мојот. Тоа што по себе кажува не треба посебно да го образлагам сега и да ги заморувам гледачи што не гледаат. Очигледно дека телефоните веќе се под директна контрола, али тоа ние како што кажав ќе издржиме на сите тие притисоци, бидејќи влогот е преголем. Се нафативме една работа која што значи живот за оваа држава. Рековте ќе се видиме и после 15 септември повторно на емисија, на отворена емисија во ТВ каналот ВИС. Како што ќе се видиме? Како бивши кандидат за пратеник од Народното движење за Македонија или како пратеник? Тоа сега ќе го ставиме на граѓаните, да не спекулираме. Добро, дали сте оптимист? Јас во секој случај, јас веќе можам слободно да кажам во она што го направивме досега. Во нашата изборна кампања јас сум презадоволен и можам да кажам дека ќе биде неуспех ако не успееме тројца пратеници. Така. Вие сте третата, ми се чини, може би грешам, третата политичка партија која имаше митинг во Струмица на отворена покрај коалицијата ВМРО ДПМН и Либерална партија и коалицијата за Македонија заедно. Што тоа значи? Па да, точна е вашата констатација, освен ВМРО ДПМН и СДСМ, ние сме трета партија која што направивме митинг на отворено од една едноставна причина, бидејќи ние сакаме да се соочиме со граѓаните на Струмица, да им ја кажеме вистината и едноставно луѓето мора да ја знаат таа вистина. А што тоа значи од аспект на силината на нашата партија, тоа само по себе кажува, бидејќи ние покрај Струмица, еве во понеделникот бевме неготино на плоштадот вторникот синоќа во Кавадарци, денеска во 11 часот претпладне бевме во Валандово на плоштад, во Струмица сме вечерва, утре сме на плоштад во Радовиш, петок Богданци ги гледа на плоштад. Тоа кажува дека за овие месец дена без разлика што е кратко времето, сепак сме јака партија. Така, но сепак би било несериозно да се споредувате нели со двете партии кои исто прават нели. Во знаење и во способност може да се споредуваме сега, али од аспект на силината може во момент не, бидејќи знаеме сега како они ги прават тие нивни митинзи, тоа се на циркуски паради, носени автобуси. Вече што беа сите луѓе тука на плоштадот, ние бевме само петорица од што не сме тука од Струмица, тоа раководството на партијата и кандидати и председателите на Кавадарци, на Валандово, на што беа тука, сите луѓе беа од Струмица. За разлика од другите партии, ние и председателите на СДСМ и на ВМРО ДПМН при своето обраќање кажуваат добро вечер на граѓаните на Струмица, но меѓу таа маса народ има народ, но не и струмичани. Тоа се на автобуси кои што ги носат луѓето од цела Македонија и тие така за тие митинзи изгледат поимпозантно. Добро, ајде малку да позборуваме за изборната програма на Народното движење за Македонија. Кои се основните постулати, кои се основните точки на кои се заснова таа програма? Па нашата програма така економски дел базира на два постулата, два типа на мерки. Еден тип на мерки од краткорочна и еден тип на мерки од долгорочна природа.
Сега овие мерки од краткорочна природа се такви мерки што нема преку ноќ да ги сменат сите тие економски неповолни состојби. Но со тие мерки сакаме да им покажеме на граѓаните на Република Македонија, да им кажеме нашата искреност и честност за она да го реализираме она за што ќе се залагаме. И тие се така еден тип на мерки кои што имаат повеќе, така да кажам, една морална тежина. Така сега да ги наброим накратко, ние доколку дојдеме во опозиција да практикуваме власта, во првите 30 до 60 дена ќе ги продадеме сите 30.000 службени автомобили, кои што во моментот се возат на терет на буџетот и за потребите на државните органи, највисоки државни органи, кои оставиме само 15, бидејќи сметаме дека е доволно нашите државни органи да ги задоволат сите протоколарни потреби пречек на странски делегации и слично со тие 15 автомобили. Една Норвешка и Данска имаат само по 18 службени автомобили, а знаеме колку се помоќни и побогати од нас. Македонија е толку мала, сообраќајно е добро поврзана, така да утре еден локален референт од Струмица не мора да оди со службен автомобил во Скопје, него може најнормално да отиде со автобус, бидејќи платено во дневница, платено се патни трошоци и нема потреба се возат тие 30.000 службени автомобили секојдневно на терет на буџетот. Втора мерка од краткорочна природа, тие фискални каси на граѓаните ќе им дадеме бесплатно, а оние што ги купија парите ќе им бидат вратени. Тоа како кажуваме од една едноставна причина, бидејќи за да се купат тие 70.000 фискални каси, кои што им се потребни на тие 70.000 трговци во Македонија, потребна е сума од 12 до 15 милиони евра. Тоа е една смешна сума за држава, за сериозна држава со собствен буџет, а само ако кажам дека партијата ВМРО ДПМН на овие избори ќе потроши 80 милиони марки, односно 40 милиони евра. И сега они ќе потрошат 40 милиони евра за еден месец и тие фискални каси може буџетот да го издржи тој товар и да им се дадат бесплатно на луѓето. А може би господине Бачев од продадените автомобили ќе се добијат пари од кои може да се купат фискални каси. Не, со тие пари планираме вака. Од намалувањето од продажбата на автомобилите, потоа ќе скратиме апанажата, кој што сега 12 месеци ќе намалиме драстично на 2 до 3 месеци. Со таа апанажа сега луѓето можеби не знаат дека сите тие наши директори кои што се изредија функционери во овие 4 години, еве сега за неколку дена и пратениците ќе им истече мандатот, на владата ќе истече мандатот, а сите тие пратеници министри и понатаму ќе си примаат плата од 12 месеци без ништо да работат. Секако резултат на таа апанажа. Или државните вили што имаме намера да ги издадеме под закуп, бидејќи наши државни функционери, јас најодговорно кажувам, ако бидеме во опозиција, да дадеме кандидати за носители на највисоки државни функции, тие ќе продолжат и понатаму се живеат во своите домови и да ја делат судбината на својот народ, а не како што гледаме сега, знаеме состојбата, стандардот на народот, а овие наши функционери живеат во најраскошни вили. Е сега од сите тие финансиски средства што ги собереме продажба на автомобилите, издавање на тие државни вили, во прв момент ќе изградиме 2 нови студентски дома и еден дом за згрижување на сите бегалци во Скопје. Бидејќи сите вие кој пат одењаска за Скопје, Скопје е буквално питачки град, на секој семафор имате питачи, бездомници, имаме намера со тие средства да изградиме 2 нови студентски дома и еден дом за згрижување бездомници. И сега околу мерките од долгорочна природа, што е поинтересно, тука да го спомнам земјоделието, бидејќи овие катастрофални состојби што се во земјоделието се исклучиво резултат на човечки фактор. Нема елементарни непогоди па да кажеме дека тоа е вон можности на луѓето. Тие катастрофални состојби се резултат на човечкиот фактор, односно на таа болна желба сега што владееме во Македонија само за моќ, за профит, за слава на тие луѓе што ја изиграа нашата доверба, на кои што ме дадовме довербата. И ние имаме намера, така предвидуваме на конкретна мерка, имаме намера на сите земјоделци, кои што навистина сакаат да се занимаваат со земјоделие, за 500 денари месечен надоместок да им понудиме комплетна здравствена, пензиска и инвалидска заштита. Тоа не случајно запишавме ова мерка, бидејќи ние денес имаме случаеви, голем број луѓе одат по градовите, работат во тие полунапуштени државни фирми која е под стечај, која е растурена, а се иди се мотив им е да ги примат тие плави картони и да не воопшто не добиваат и плата. Значи ние имаме намера, доколку луѓето сакаат навистина да се занимаваат со земјоделие, да не губат залудно по 8 часови во тие напуштени државни фирми, него да се занимаваат со земјоделие и ќе добијат комплетна заштита за тој надоместок од 500 денари. И сега таа мерка наша ќе биде пропратена со таа наша клучна мерка што е столб на нашата така економска програма. Предвидуваме да изградиме, да формираме една државна банка за инвестиции. Таа банка ќе има почетен капитал од 2 милиарди и 300 милиони евра, а тие пари, тој почетен капитал ќе се обезбеди од повеќе извори. Еден дел од остатокот од средствата од продажба на телекомот, еден дел од буџетот, а клучниот дел од 80 до 90% од таа принудна продажба на македонското електросопанство, чие што пазарна вредност е околу 3 милиарди евра. И сега тие пари, 2 милиарди и 300 милиони евра, ќе ги вратиме на луѓето во форма назад во стопанството, ќе ги дадеме на луѓето во форма на најразлични проекти за развој на земјоделие, за развој на тие мали и средни предпријатија под многу примамливи услови, со каматна ставка од 3% на годишно ниво, без како што сега имаме случаеви, тие кредити се даваат со 20% каматни ставки,